Македонија е на трето место во Европа по стапката на убиства на жени од нивните партнери. Ова го покажува извештајот на Евростат за 2023 година, кога во земјава имало 6 убиства на жени на милион жители, а пред нас се Латвија, каде биле пријавени 17 убиства, и Литванија, каде партнерите убиле 10 жени. Според познавачите, оваа негативна статистика за земјава не треба да не изненадува, а еден од најголемите проблеми е нефункционалноста на институциите и лошата координација. Ова е нешто што постојано се повторува, а тоа е поради тоа што системот очигледно не функционира. Од случајот на Русица кога беше, ние веќе имаме уште 2 нови случаи, така што очигледно е дека континуитетот недостасува кај институциите. За Чаловска Димовска нејасно е што се уште не се разбира сериозно колку безбедноста на жените во Македонија е загрозена. Еден од начините со кои може да се подобри ситуацијата, според неа, се итните промени во казнената политика за насилниците. Би апелирала да во меѓувреме исто така се практикува да исторителот се вади надвор од домот, а не жртвата постојано да се става во шелтер центар, на некој начин да се крие и кога ќе заврши тој период, заради тоа што државата не ја обезбедува соодветно домување за неа и незините деца, да таа повторно биде приморена да се врати назад кај сторителот. Последното насилство во земјава се случило вчера во Тетово, откако 20 годишник ја нападнал вонбрачната сопруга пошто синот ќе бил уапсен. Последниот трагичен настан пак каде беше убиена жена се случи на почетокот на овој месец, кога две лица ја киднапирале жртвата, а подоцна ја убиле и закопале во атарот на гостиварското село Неготино. Во Скопје во септември имаше неколку протести поради убиството на младата велешанка Росица. Оттаму беа упатени повици за построги казни како измени во кривичниот законник, кој ги дозволи насилството кон жени да се гони по службена должност и ревидирање на забраната за приближување за истата да може да трае повеќе од 30 дена.